Пресметката на плати се прави на два начина, на назад и на напред. Сите примери што беа до сега беа на назад, односно имаме колона предлог нето во која ги ставаме вредностите на колку сакаме да се земе, например 16.000, и програмот за тие 16.000 го наоѓа кој е брутото и се добива тоа нето за тие часови. Пресметката напред е поисправна законски. Како се прави? Во поставености треба да биде селектирано едно од овие полиња. Или бод плюс стаж плюс додаток е во нето или во бруто. Значи се поидува од нека основица, се додава стажот, ако имаме некои додатоци, и тоа е или нето или бруто, зависно како е ставот на фирмата. Ајде, ќе го селектираме ова, првото. Ако е селектирано бод стаж додаток во нето, се појавуваат дополнителни две полиња. Цена на бод и коефициент. И сега вака е пресметката. Кај вработените треба во колоната бодови да се внесат колку има бодови. Например, 50 бода. Еве, 40. Вториот. Цена на бодот, односно коефициент, овде треба да е единица, и цена на бодот е 1. Например, ќе ставиме сега. Ако одиме кај пресметка со рефреш, добиваме 50-40. Значи, наједноставен начин е вака. Во бодови да внесеме колку е предвидената нето плата. Еве, например, првиот зема 12.000, вториот зема 15.000. Сега, овде што и да внесеме нема значај, бидејќи пресметката поидува од дополнителната пресметка. Сега, овде, ако е на работа, например, 80 часа, за тие 80 часа ќе се пресметува толку. Ако е за 176, ќе се пресметува целата плата. Значи, пресметката е спрема колку часови е на работа. Сега, кога ќе имаме работа во државен празник, овие пари нема да бидат, како во другиот случај, вклопени во истите пари во 12.000, туку ќе се додават. Например, ако е работа во државен празник 8 часа, овие 818 денари се додават на основните. 16 ноќна и така натаму. Значи затоа ја дефинирав како пресметка на напред. Се поидува од основицата и натаму се надградуваат, се додават другите работи. Сега пресметката исплатот листа ќе изгледа вака. Еве ги. 12.000 основна плата и сите други елементи се додатоци, испаѓаат 13.200. Тие 13.200 зголемени за стажот. Сега, ако одеа во брутото, ќе беше, овие збирот нивни ќе беше во бруто. Ако одеа во нето, сега се во нето, 13.218 е 15.000. Значи тоа е нето плата за која е пресметено уназад, кој бруто ќе одговара. Еве, веднаш се додава ово. Можеме овде да имаме и додатоци. Значи додатоците имаат смисла само кога се работи пресметка на напред. Еве додаток број 1. Ќе ставиме, например, награда. Шифра број 1. Износ 500 денари. Значи 500 денари го надградувам. Овие веднаш се додават, значи нема потреба од рефреш, веднаш се додават и се прави пресметката. Значи основната плата плюс стажот плюс додатокот е нето ефективната плата. Може да имаме и други додатоци. Например, ако ставиме додаток редовност, еве ќе оставиме со кирилица редовност.
И ова автоматски можеме да ставиме 350 денари, пополни со редовност, за сите ќе дополни, ќе стави редовност. Или според часовите. Ако некој има помалку часови, ајде да направиме таков пример, например 80, и сега во пополни со редовност, ако ги избришиме, значи, бидејќи има помалку часови, му доделува помалку редовност. Или вака, пополни со редовност, бидејќи вториот го нема целиот фонд на часови, не му се доделува редовност. Ова веднаш има одзив во пресметката, има награда 500 денари и 350 денари по основна редовност. Ќе дополниме 176. Автоматски се генерира колку е пресметката спрема бодовите. Имаме уште еден интересен додаток, а тоа е разлика. Пак мора со кирилица, бидејќи така го препознава програмот. И сега вака разлика. И ставиме разлика за 1 и за 2. Имаме 20 обработени. Во сегашната пресметка првиот зема 16,30, вториот зема 15. Сакаме да пресметаме колку би зел, односно сакаме на вториот да му додадеме двајца да имат по 17. Овде се измешани и стажот и други додатоци. И сега програмот има можност, ако кликнеме овде разлика, ќе пресмета колку износ да ги додадеме на секој од нив, за да се добие овој износ. Бараниот износ кој сакаме да го доделиме. Така да автоматски тие добиват по толку. Со тоа што, првиот има редовност толку, разлика толку. Вториот има само разлика. Може пресметката да оди и со по бот, туку дневница, например 300 денари за 8 часа. Сега пресметката ќе оди вака. Значи, спрема за вториот вработен, спрема часовите, за 8 часа добива 300 денари, помножено со 176, испаѓа толку. Ова е многу редок случај, обично во конфекциите се користи тој начин. Кај вработените можеме и генерално да правиме намалување. Например, на овој, иако има толку часови и толку пресметено, сакаме на некој начин да го казниме со нето. Например, исполнување има 90%. И веднаш се коригира вредноста, исплатената вредност. Или ако го коригираме бодот, например 0,8, и ако кликнеме рефреш за сите, веднаш се коригира се. Или овде кај коефициентот можеме да исплатиме 90%, 0,9. Рефреш, се е намалено за овие коефициенти.